Истовремено, новозапишаниот студент соверено настапи пред етнографското одделение на Руското географско друштво со реферат за значењето на Моравското наречје за современата и историската етнографија на Балканскиот полуостров. Овој прв печатен труд на Мисирков излезе во реномираниот орган на друштвото Живаја старина. Со студиите на Петербуршкиот универзитет, Мисирков упорно ги проучува изворите и литературата за историјата, културата и јазикот на македонците, ги проучува другите словени, заминува дури и во Прага, но се разболува и мора да го прекине школувањето. Крсто се враќа во родниот крај и ги продолжува истражувањата на фолклорот, етнографијата и диалектологијата, па одблизу се запознава и со револуционерното движење на својот народ. Есента 1900 година одново се враќа во руската престолнина и станува член, основач, попостои председател на тајниот македонско-одрински кружок, што беше филијала на Македонската револуционерна организација во Русија. По совет на лекарот, во 1901 година Мисирков се префрла на Одескиот универзитет, каде што ја подготвува дипломската работа кон прашањето за народноста и причините за популарноста на македонскиот крал Марко. По одличната одбрана на дипломскиот труд и државниот испит, во пролетта 1902 година Мисирков е задржан на постдипломски студии на Петербуршкиот универзитет. Како председател на тајниот кружок, Крсто Мисирков одржува директни писмени врски со Централниот и со Врховниот комитет, држи предавања за Македонија, организира собири и постојано се дружи со истакнати личности од рускиот научен, културен и општествено-политички живот. Кога избор на Горноџумајското востание, тој писмено изрази готовноста на кружочниците да заминат на бојното поле. Кога македонскиот клуб во Белград беше растурен, а неговиот весник Балкански гласник забранет, главните организатори Стефан Јакимов и Диамандија Мишајков дојдоа во Петербург и заедно со